Повеќе од 1 милион дози антиковид вакцини досега се аплицирани во земјава. Според Министерството за здравство станува збор за 1 милион 16.700 дози, а ревакцинирани се повеќе од 454.000 граѓани. Вакцинацијата на пунктовите се одвива непречено и со зголемен интерес, а новоотворените пунктови ја дисперзираа зголемената работа на медицинските лица во поликлиниките и го смали редот на чекање за граѓаните. Вакцини има доволно од сите производители, а на неделно ниво со нови пратки истите се надополнуваат, информираше министерот Филипче. И тој Министерството признава дека по најавата за нови рестриктивни мерки кои ќе стартуваат од наредната недела, се повеќе граѓани се пријавуваат за вакцинација. И денес имаше редици пред вакциналните пунктови. Абе, пушти го стариот од кога седи тука, бе. Ова нема никаде. Додека дел од граѓаните брзаа да се имунизираат, податоците на Министерството за здравство покажуваат голем скок во новозаразени случаи починати поради што и се преземаат нови рестриктивни мерки, особено во делот на работата на угостителските објекти кои меѓу другото предвидуваат влез само за вакцинирани. Опозицијата продолжува да обвинува за доцни и несоодветни чекори на надлежните. Наместо глупави дискриминирачки мерки од фашистичката матрица на СДСМ треба да се носат ефективни мерки за справување со коронавирусот. Замислете, власта го достигна лудилото и тоа само со еден потек. Велат, само вакцинирани ќе можат додати да седат во угостителските објекти, а овие невакцинираните не смеат, додека пак кога станува збор за вработените во угостителските објекти, што треба да ги служат вакцинираните гости, не мораат да бидат вакцинирани. Во ситуација кога се зголемува бројот на инфицирани и се очекува нов бран на делта варијантата и тоа во пресрет на стартот на учебната година, Министерството за образование најавува дека се подготвува за почеток на наставата на 1 септември и дека во игра во зависност од епидемиолошката ситуација се 3 сценарија. Првото е целосно отворање на училиштата за сите ученици. Второто предвидува комбинирана настава, дел од учениците да посетуваат настава со физичко присуство под посебни протоколи, а дел да реализираат онлайн настава. Третото сценарио е ротирање на учениците на една недела со физичко присуство во училиштата. Според надлежните, околу 60% од вработените во училиштата досега се вакцинирани. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.